Елена, добре дојде во Хитмејкер. Добро ве најдов. Конечно успеав да те донесам. Да, се бркавме подолго време, ама еве конечно јас се радувам дека се најдовме и дека сме заедно и дека ќе се направиме. Зафатена беше периодов со проекти некој? Па, постојано сум зафатена и физички понекогаш не сум тука, патувам доста, понекогаш имам концерти, понекогаш снимања, понекогаш така знам да одам на подолго време да се изолирам од реалноста, од социјалните мрежи, од се ми е потребно и тоа. Така да од се помалку. Не си скокач од бендови до бендови. Секојаш си сакала да си дел од ансамбл позади себе. Да не она го имам ова што ми го дал Господ, ќе терам соло кариера. Да, некако е веројатно така. Секогаш не сум сакала некакво семејство во музиката, да имам тим, да бидам поврзана, да не е некој одскокнување во соло водите, меѓутоа не значи дека тоа и не се менува онака со текот на годините, дека човек не добива некогаш сакал или не кел потреба да функционира поинаку. Можеби ќе го натера и судбината натака. Како се почетоците на Баклава, дружите? Како се состанавме? Значи, тоа беа, не знам, далечни времења. Прво како почнав со тој тип на музика, бидејќи јас долго време работев, не знам, друг вид на музика. Првиот бенд ми беше, не знам, метал бенд, слушав сосема друга оваква, потоа, не знам, имав Никеа, Табула Раса. Хорската музика ми беше доста застапена. Само знае дека многу сакам да пеам, меѓу другото, тоа ми беше некој медиум со кој што се изразував секојдневно, нели? Се запишав освен во професионално почнав со опера хорот, па од опера хорот во танец, тоа паралелно со тоа, значи пред да почне тоа, дојдов во допир со оркестарот Пеце Атанасовски, на кој што па предходеше мои патување во Лесново, каде што слушав некои баби како пеат во селата и морници ме лазеа одма ме пукна тој транс, знаеш. И така тука некаде во целиот овој мој почеток се запознав со луѓе, да речеме, како Сибо и Стамче, кои што веќе беа дел од оркестарот во кој што јас влегов. Мислам дека не постоеше посреќен човек од мене на долне ми отеден. Се гледам на сликите со црвени образи, со нос, ја жива срекна. Не знам, тоа ми се отвори некако нов свет со таа музика и ме понесе сосема во нешто кој што можев да бев јас во тој момент. Се споивме со Сибо и со Стамче, значи како дел од оркестарот, и тука и дојде Никола, тоа беше првиот состав кој што го имавме, значи 2 тамбури, деф и вокал, и сакавме, ни беше предизвик да направиме некој минималистички израз на традиционалната музика. Така почнавме. Како можеш нешто да го сведеш од поедноставно на уште поедноставно, да звучи полно и да има И тоа многу убаво функционира тогаш, што од нашата, нели, ентузијазам, љубов, меѓутоа и сите на посебен начин, значи како карактери придонесувавме за тоа. Потоа влезе Мартиновски Владимир и така веќе почна да се тркалаат работите. Ми се чини дека таа фаза беше првата фаза во која што ние создадовме личната карта, а потоа звукот веќе патуваше, почна се менува, членовите почнаа да се менуваат и така натаму. Така, бидејќи Баклава не е, да кажам, музејски фолклор. Да. Баклава е доста еклектичен бенд, звукот на Баклава, значи можеш и Ориент, па и Медитеран. Како одлучувате у кој правец идете? Дали на некој начин имате некаква дисциплина, чекај овој проект ќе звучи овака, да не се расплинуваме превише, остај го тоа за друг проект, или е од песна у песна каде ве носи
Добро, јас малку размислувам или го имам оној творички момент, меѓутоа и она структура математичка и архитектонска, така што секој нешто има некој контекст од кој што не се бега, туку само се надградува. Мора да се запази таа, нели, структура да не се избега од нештото. И не е тоа тешко, затоа што напротив дава една како се вика база, една рамнотежа во нештото. Во одлуките самото тоа што се менуваат стилови различни, доста мислам истражувам и по патувајќи, собирам песни, правам паралели, бидејќи живеев долго време во Турција, правам паралели меѓу различни музики, така што некогаш потребата да се оди малку истражувачки се наметнува, некогаш потребата да се оствари на своји композиции, значи авторството, така што од се има помалку, меѓутоа во главном се права, значи што е најголемиот страст во моментот, најголемата страст тоа излегува, не знам, сега излегува албум кој што е авторски, треба тука оваа музика што се има да се ишиша среди, да се направат текстови кои што се соедветни и така. Тоа е околу авторството. Истото и со во авторските песни сите комплет учествувате или имате некој што? Па во главном јас сум композиторот и аранжирот. Во студио работите сето тоа, кастрењето, шишањето, колажите, онака снимањето. Сибо во главном е текстописецот, јас имам некои текстови, он има некоја песна. Во последниве периоди така се функционира. Значи, тежината на креатурството може би паѓа во нас, а потоа зависно од музичарите кои што ги бираме, и им давам потполна слобода да се изразат. Обично бирам музичари кои што се добри импровизатори на својот инструмент, кои што може да прошетаат низ различни стилови и го сака моментот кај што ќе имаат слобода да се изразат и мислам дека тоа исто така е многу значаен белег на една креација. Не е се по скоцкано. Дали додека ги бираш музичарите, дали постои еден друг аспект кој што ти влијае покрај нивното свирење? Јас ќе тргнам од себе. Клавиатурист, ако свири со мене во бенд, и ако не може да свири стоечки, туку само седечки, нема шанса. Значи, неколку пати сум бил во ситуација да кажам, се е супер, супер звучиме, не можам да те гледам како седиш, додека јас правам перформанс. Елена е, глупо е да кажам сега, македонска Грейс Джонс или не, меѓутоа не знаеш што можеш да очекуваш кога ќе стапнеш на сцена. Бидејќи знаеш да бидеш и традиционална и тотално авангардна. Значи да сосема друга димензија да дадеш на сета таа работа. Дали може да те следат музичарите во она што го правиш на сцена? И дали некојаш ако не може да те следи, свири супер, ама едноставно подобро позади завеса да свири? Добро прашањето. Да, обично сакам, да, како што кажав, најбитното ми е колку музичарот е слободен и колку си игра свирејќи во неговите импровизации, во неговиот израз. Тоа ми е можеби најбитно, меѓутоа многу е тешко и многу ретко се наоѓаат такви музичари кои што прво се присутни, значи повеќето онака како што знаеш кај нас свират во 500 бендови, особено со овако пипало нешто што кај што кокетирам со инструменти кои што се, нели, да речеме по онакви позападни, кои што одговараат и на некој џез и рок н рол и било што, и со овие традиционални, да. Во луѓето што свират традиционална музика, за жал свират и на еден куп други настани, свадби, кафани, ова, она, така што понекогаш и тоа знае да биде проблем. Меѓутоа, значи, некој што ќе биде оформен музички, онака,
и присутен при музицирањето, можеби ми е веќе најбитно и веќе не правам компромиси, мада сум ги правела често, бидејќи сум немала избор. Немам многу инструмент, мислам, луѓе што свират на одреден традиционален инструмент. Да. Не знам дали ме разбираш. Тие се луѓето. Да, тие се за луѓето, некои да. инструменти. Меѓутоа 10 души свират зурла, Да. нема 11. За среќа па во оние интернационалните проекти, бидејќи да речеме бев долго години член на групата Бабазула во Турција, имам доста онака музички свети, соработувани со различни музичари или по други некаде соработки што сум имала, така што понекогаш и имам сумо проекти со музичари кои што се од секаде по светот. И тоа е исто интересно, значи секој музички муавет е интересен, но те разбирам околу. Своите идеи или дали се твои идеи за аутфит, за сценски настап или се консултираш со некого, имаш некој со кого си на фреквенција, па во главном се мои идеи, меѓутоа исто така ја консултирам Јана Манева Чуповска и која што секогаш има добри идеи околу низините студенти и соработници, како што е се Кристијан и уште една девојка Сања, кои што да речеме беа одговорни за две креации кои што ги имав. На креацијата на промотивниот концерт на Четворката, четвртиот албум, така се вика Четворка, и на Оффест настапот што ни беше за време на короната. Не знам, тие две креации се да речеме па од креатори од кои што сум многу задоволна. А во главном мене исто така ми е поривот да, мислам со едноставни работи да направам интересна креација и тоа ми е исто така многу битен момент. Јас не би можел да не ми текнува за друг артист кој што би можел тоа да го износи и да го донесе така на сцена. Вистина секоја чест. Таква ми е внатрешноста, е многу бурна, многу широколика. Бидејќи знаеш да бидеш и онака сосема приземна, консолидирана, меѓутоа затоа викам, тука отвараш нов свет кој ќе стапнеш на сцена. Прилично сум многу слободна кога го правам сето тоа, не го мислам, како стално ме прашуваат за шишањето на косата, тоа не го мислам, тоа е момент во кој што одлучувам некои работи. Меѓутоа, значи како сега ми е период кај што се преиспитувам онака, кај што целото тоа го сублимирам, каде сакам ова за да биде уште повеќе, каде сум доволна јас, а каде веќе некако одам по некомфорт зона, меѓутоа некоја како не знам, малце сликовница линија, вака треба да биде нешто што сум си го наметнала. Како да бидам уште послободна, како да бидам уште по Каде работиш најмногу? Во кој студија? Последно време работам со Дени Крстев во неговото студија. Последните два албума за Скопје се Љубов и сега ова што го крстив Елена Баклова, Јоруклук, што ги истражував јоруците од Источна Македонија. Тие два албума ги снимав кај него. Претходно имам со кај Мите снимано и ова и он е, како се вика, микси одговорен за квалитетот на сработениот проект. Едно време кај Штраф, со Бојан, Mad Chickens, да не заборам некој. Доста, мислам, со многу. Дали студиото, каде што работиш, влијае на она што е главниот продукт, или го имаш продуктот во глава и према него бираш каде снимаш? Особено во последниот проект, онака носев многу радикални одлуки. Буквално нешто го викаш и со некои спонтани работи кои што се случуваат неочекувано. Значи нешто си замислил, ама не се случува така како што сакаш. И сега во моментов можеш да си ја треснеш главата или онака си помислиш, леле, кој е олеснување. Па ова ќе го направам вака. И одеднаш пеперот ќе во стомакот. Самото тоа што нешто не испаднало, како што си сакало, од X причини,
Онака, твојот, мојот контрол, те извадило од собственото клише, да, за после да знаеш како уствари би го направила. Да, и си викаш, па добро пушти, ај се вака, и само осеќа, знаеш, нешто ти е интуиција. Па да, тоа е тоа. И добре, например, со Дени ми е супер соработката, затоа што со него ја чувствувам таа хемија на готвење на музиката. Се разбираме лесно и така си продолжувам сега. Повторно ќе снимам нешто и тоа е тоа. Јас искрено секогаш сум бирал студио кое што не е пре акустички обработено, истретирано, бидејќи сум се фатил во ситуација да влезам со една идеја и да влезам во некој креативен тунел каде што искачам со нешто што тотално не сум го мислел, но во, да кажеме, негативна смисла. Кај ми биле ушите, кај ми бил мозокот. И не слушаме со уши, слушаме со мозок, со уши само прибираме фреквенции. И сум сакал студија кој што, каде што ќе ми лепди мислата, слободно ќе мислам, нема да ме притискаат сите тие изолации, ќе се чувствувам како да сум вака во дневна соба некоја. Дали таа стерилност на тие пре истретирани студија влијае на креативноста? Па, некогаш влијае, да. Некогаш влијае со тоа што ти викам, го сакам после тоа процесот на каде што си играм како со колажи со опримата што имаме го ГТА конкретно еве за вокалот, која се набилдам со тоа дека уште еднаш и на крај ја ставам првата снимка што сум ја ставала за скица, онака за да на неа може да се наснима конструкцијата која сум ја правила. Таа е кај што си најопуштен, кај што немаш на перфекционизам дека нештото треба да биде па сега. Немаш промисла превише, туку си онакав опуштен и тоа е најонакав добро. Зашто толку се трудев после уште 20 пати да испеам. Многу често демовата звучат боле од финалните снимки. Едноставно се точно испеано, ама не допира едноставно. А во демото има нешто тоа несовршено. Да. Меѓутоа се случувало па некојаш онака да ми биде толку убаво што не можам да допеам, онака те преплавуваат емоции, онака. И тука почнуваат онака се карат две елени. Знаеш како, сега најде плачеш, знаеш другата онака како, се продолжи, не и онака, дај, оставите ме на мира, не можам да допеам. Знаеш како, тоа премногу емоции, премногу тоа и тоа не имаш никако. Има ли други девојки што свират во членови некои во сите тие ансамбли кои што те придружувале или секогаш си единствена? Па, многу ретко, мада многу би сакала онака што повеќе да... Што мислиш, зошто е тоа така? Дека нема доволно инструменталисти, девојки? Обично, нели, ќе разбереме, не знам сега, дзидар, окей, машки. Нели, не машка. Наставнички или во медицина, не знам, жени може би повеќе, но во некои работи каде што зошто постојат машка и женска дивизија во шах не ми е јасно. Така и зошто нема толку многу музичари жени. Секогаш сум се прашувала, особено не знам дали е до нашиот менталитет нешто, искрено не знам. Например, ние кога сме растеле, многу ретко имало бендови со девојки што свиреле онака. Да со пеење имало, меѓутоа што свиреле онака, да речеме, многу ретко, нели, нешто онака како. Се сеќам на во Русија бев, не знам, таму рани 2000-ти имаше еден птица тела во доми техно, девојчиња средно школа се собрале бенд, онака експериментираат со звуци, со музика, и мене тоа ме воодушевуваше уште тогаш, сите беа девојчиња. Викам, кај нас да се соберат вака девојчиња на таа возраст, можат само да се љубоморат, да се испокараат, нема да прават музика, ме разбираш, значи, не знам зошто е тоа. Така, и сега, например, гледам дека скоро бе во лабораториум, гледам дека има бендови кај што се онака девојки музичарки, многу ме... Да, бидејќи знам по школите, рок школи, јас имам студентки, ученички, има. Меѓутоа, во официјални бендови, нели, поголеми бендови,
Не достигаат. Не би знаела зашто така. Јас сум секако расположена за што повеќе со работка со, мислам, нели полот не е битен, а зошто да не е Не си онака сосема друга размислувала на едукативност, едукативна да. мисија? Да, мислам дека ќе и дојде време и Да? малку Ти зрее уште? Па ми зрее некако ми се борат природите мои. Значи ја имам таа кај што сакам, меѓутоа се уште ми е духот авантуристички, да истражувам, да одам, да бидам спонтана, да и се едното со другото малку, значи не треба малку веројатно време, тоа си созрева, меѓутоа ќе го смислам некако за да може да ми одговара на сите животни стилови што ги имам. Така. Како личност, да. Или фала ти многу што беше дел од Hitmaker и се надевам дека ќе не контактираш за новиот материјал кој ќе го направиш. Секако, задоволство ми беше. Ќе се видиме пак. Имаме уште за зборување. Да. Наскоро и така. Фала ти секој случај. Фала. Чао.